Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Еден од најомилените меѓу демократите, поранешниот председател Бил Клинтон, вечерва ќе говори на партиската конвенција во Шарлот, Северна Каролина. Главна звезда пак синоќа беше првата дама Мишел Обама, која го фалеше карактерот и капацитетот на сопругот да донесува тешки политички одлуки. Започнуваме со најновите вести. Во обраќањето пренесувано во живо на ТВ, првата американска дама кажа дека незиниот сопруг одбил да ги послуша оние кои го советувале да не се нафаќа на реформирање на регулативата за здравствена заштита. Не се грижеше дали тоа е тешко да се оствари политички, се грижеше да го стори она што е правилно, бидејќи така е воспитан, рече Мишел Обама. Демократската звезда во подем пак градоначалникот на Сан Антонио Хулиан Кастро ја критикуваше изборната платформа на републиканскиот председателски претендент Мит Ромни. Американската државна секретарка Хилари Клинтон го обнови повикот до Кина да се согласи на спогодба за решавање на територијалниот спор околу Јужното Киреско море. На пресконференција во Пекинг, Клинтон кажа дека е во сечи интерес Кина и Издруженијето на југоисточни азијски нации АСЕАН да постигнат договор. Таа ги отфрли обвинувањата дека САД се обидуваат да го контролираат влијанието на Кина. Во денес издадениот годишен извештај на Светскиот економски форум за конкурентноста на економиите, Македонија е на 80-тото место од вкупно 144 земји според индексот на глобална конкурентност. Од земјите во регионот, најконкурентна е економијата на Турција, на 43-тото место. Пред Македонија се Словенија на 56-то, Бугарија 62-ро, Црнагора 72-ро, Романија 78-мо, а заднеа се Хрватска 81-во, Босна 88-мо, Албанија 89-то, Србија 95-то и Грција на 96-тото место. Американскиот оддел за финансии објави дека за прв пат националниот долг ја минал границата од 16 трилиони долари. Тоа значи дека на секој жител отпаѓа долг од 50.000 долари. Се очекува САД да го стигнат прагот на задолженост од 16,4 трилиони долари до крајот на годината. Доколку Конгресот не донесе нова одлука за кревање на тој праг, САД не ќе може да поземуваат нови пари за исполнување на финансиските обврски. Демократите на партиската конвенција неделава го возвраќаат ударот на републиканците кои ја портретираа надворешната политика на владата на председателот Барак Обама како слаба и нефокусирана. Во интервју за Гласот на Америка, поранешната државна секретарка Медлин Олбрайт ја бранеше политиката на Обама. Крвопролевање во Сирија. Републиканците тврдат демократите го игнорираат и не чинат ништо. За Авганистан и Ирак демократите возвраќаат дека републиканците не сакаат да завршат тамошните судири и дека сакаат да започнат војни во Сирија и Иран. Обама во 2010 потпиша нов договор старт со Русија. Против кандидатот Ромни тврди дека тоа би можело да биде неговата најголема политичка грешка, бидејќи ја става во залог безбедноста на САД и подклекнува пред руските барања. Поранешната државна секретарка Медлин Олбрайт не се согласува. Да се каже дека Русија е наш политички проблем број 1, значи да се живее во минатото. Русија е комплицирана земја, но ставот покажува целосно непознавање на меѓународната ситуација и проблемите во светот во 21. век. Така не мисли Брајан Дарлинг од фондацијата Heritage. Надворешната политика на Мит Ромни не е застарена. Таа е во линија со онаа на Роналд Реган, мир преку ноќ, со политиката на Џорџ Буш, кој веруваше во напаѓање на непријателите и превенција од заканите во светот. Олбрайт пак коментира дека разликата е што демократите се попрва за дипломатија отколку сила. Клучно е да се слушнат другите земји, да се соработува. Тоа е знак на американската моќ. Поранешната државна секретарка Кондолиза Рајс пак на републиканската конвенција оцени дека Обама нема јасна надворешна политика. Мои сонародници американци, немаме избор. Не може да се двоумиме дали да предводиме или пак да предводиме одзади. Обама треба да открие што планира на надворешно политички план доколку добие втор мандат во Белата куќа во говорот на конвенцијата во четвртак. Вчера во емисијата ви донесовме изјави од членови на македонската делегација кои во САД и Канада ги промовираа можностите за инвестирање во Македонија.
Но што мислат оние од другата страна, евентуално заинтересираните да инвестираат? Земја на можности. Беше импресијата на Бери Џонсон, председателот и извршен директор на Стопанската комора на Мајами на прашањето на Гласот на Америка што мисли за Македонија. Магазинот Можност ја рангираше меѓу една од 6 држави во светот каде најлесно може да почнете бизнис. Гледам големи можности во оваа земја. Бери смета дека Балканот, повеќе од кога и да е порано, е подготвен економски да застане на свој нозе. Очекува мудрите бизнисмени да искористат можноста, уште денес, а не утре. За Олга Рамундо, собственичка на туристичка агенција Експрес Травел од Мајами. За Македонија како туристичка дестинација нема доволни информации во САД. Потребна е малку поголема промоција на она што Македонија има да го понуди. Се работи за прекрасна дестинација, но непозната за многумина туристи кои не знаат што нуди земјата. Американските туристи се заинтересирани за историјата на Македонија и затоа сакаат да ја посетат, вели Рамундо. Бизнисменот од секторот на финансиски корпорации Шик Ал Калифа од Тринидад и Тобаго, кој, како што вели, инвестира во банкротирани компании и повторно ги прави профитабилни, објаснува зошто е заинтересиран за Македонија. Македонија е портата на Европа. Таму ги нема компликациите, проблемите и бирократијата со кои се соочувате во Европа. Од Македонија може да ги покриете соседните земји, а ќе имате и брз пристап до Европската унија. Размислувам и за други земји во регионот, но засега Македонија ми е во фокусот. Според овој бизнисмен од Карибите, слободните економски зони нудат специјални поволности за компаниите кои инвестираат. И тоа треба да се искористи. Утре во Newsflash, Русија е на пат да стане една од 5 најголеми светски производители на автомобили и во 2014 да и го одземе приматот на Германија како најголемиот европски автопроизводител. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, рускиот пазар мета на американските автогиганти. Продажбата на автомобили расте, а со тоа и потребата од инвестиции. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер, се гледаме утре.